гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер ви и благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Стартуваше новиот систем за регистрација на влез и излез од Шенген. Има на место машини, меѓутоа не е почнат уште. Се што треба ќе направи. Имплементацијата ќе трае до април. До сега поставени само 10% од апаратите за идентификација. Скопје и Тетово како Тирана, навреди и скандирања по победата на Албанија во Лесковац. Инциденти и по надпреварот Тетекс Кендија. Уште 5 дена изборна кампања, кандидатите со засилена агенда и големи ветувања. По 5 години тешка битка со цироза, Сашо Стаменковски доби нов орган. Бев во многу лоша ситуација. Сега сум, како сега да сум се родил втор живот, што се вика. 3 месеци по трансплантацијата живее нормален живот. Хуманитарната помош стигна во Газа. Се чека ослободување на заложниците. А во тема на денот вечерва интервју со адвокатот Тома Фила. Останете со нас. Од денеска стартуваше примената на новиот систем за регистрација на влез и излез во Шенген. Новите апарати се поставени на граничните премини, аеродромите, железничките станици и пристаништата, но се уште во многу мал процент. Очекувањата се регистрацијата во најголем дел да заврши до април идната година, пошто нема да се користи печат во пасошите. Како ќе функционира системот, провери Наташа Мерсовска. Од денеска нови правила за влез и излез во земјите членки на Унијата. Патниците кои влегуваат од земја која не е во Шенген зоната, како Македонија, ќе мора да се регистрираат на дигиталниот ЕС систем. При првото патување на аеродром или на граничен премин се пополнува документ со лични податоци. Потоа граничната полиција зема биометриски отпечатоци. Вклучувајќи слика на лицето и отпечатоци од прсти, податоци од патниот документ, како и информации за влез, излез и евентуално одбивање на влез на државјани на трети земји кои ја преминуваат надворешната граница на Шенген зоната. При следното патување системот автоматски ве препознава и ќе знае кога сте влегле и излегле од Шенген, а со тоа и дали се прекорачува дозволениот престој од 90 дена. Дигитализацијата полека ќе се спроведува во следните 6 месеци, за почеток само со 10% од капацитетите. Македонците кои денеска се враќа од Брисел и Виена не поминаа низ ЕС системот. Велат дека немало застој и не пополнувале никакви формулари. Не. Се беше најнормално. Формулари пополнувавте? Не. Не, на врхија немаше ништо. Немаше ништо. Очекувате дека ова ќе забави процедурата? Па, ќе забави првите 6 месеци до година, и после ќе биде нормално. Ништо, никакви нови правила. Има на место машини, меѓутоа не е почнат уште. Идам од Брисел, немаше никакви новитети, се беше по старо со печат. Неговме пред да стапи на сила законот. И денеска ништо така лесно Ништо, да. Да, мислите дека ова ќе отежни процедурата? Па не. Немаше никаква процедура, најноставно ги дававме пасошите помина. Очекувате новиот систем да забави евентуално? Процедура се е процедура, тоа е тоа. Се што треба ќе направи. Процедурата е едноставна. Трае неколку минути, со што не се очекуваат поголеми застои на граничните премени. Отпечатоци не се земаат за лица под 12 години. It is simply the cost of 2 to 4 minutes to get us registered, and that allows for 3 years of movement across borders. The rollout will take approximately 6 months because we're only looking at, from this weekend, about 10% of the kiosks being put in place. It's an enormous investment in terms of the infrastructure and the training that needs to go in place. So you'll still go to airports and to train stations and you may have your passport stamped. But slowly, the teething process will happen, implementation will happen, and hopefully by April 2026, all of us will simply be able to avoid the little stamps on our passports and go straight through scanners and into our destination. Новите правила ќе се применуваат во 29 европски земји. Од следната година македонските граѓани кога патуваат во Европа ќе мора да го користат и ETIAS, електронското овластување, каде однапред ќе треба да се регистрираат преку апликација и да платат такса од 20 евра. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.
Едно лице загина, едно е тешко повредено во директен судар на два автомобили на експресниот пат Велес Свети Николе. Несреќата се случила попладне во околу 14 часот. Според неофицијалните информации, загинатиот е 72 годишен маж од Штип, а 18 годишно момче од Струмица е тешко повредено. На местото на настанот била повикана и екипа на противпожарната единица од Велес, а експресниот пат попладнево беше затворен за сообраќај. Снимките кои што ги гледате попладнево ги направи колегата Зоран Ѓорѓиев. Итната помош од Велес била повикана во 14 часот и 20 минути и за 10 минути стигнале на местото на несреќата на крстосницата кон селото Иванковци кај Силосита. Доктор Елена Најдовска во изјава за МИА вели дека констатирале смрт кај повозрасен маж од едното возило кој починал на самото место на директниот судар, а веднаш му укажале лекарска помош на 18 годишното момче од Струмица кое било во другото возило. Имал повреди на карлица, на десното колено и на главата, но бил свесен и контактибилен. По укажаната прва медицинска помош, екипата од итната помош го пренела повреденото момче на понатамошно лекување во ургентниот центар во општата болница во Велес. Родителите на загинатите во дискотеката Пулс попладнево организираа блокада на главниот кружен тек во Кочани. Одлуката ја донеле во знак на револт од изјавите на адвокатите кои тврдат дека судскиот процес ќе трае со години. Ваквиот начин на протест ќе продолжи секој ден, се до почетокот на судењето. Родителите на децата кои ги изгубија животите во пожарот во дискотеката Пулс денеска излегоа на едночасовна блокада од 15:15 до 16:15 часот на кружниот тек во центарот на Кочани. Блокадата според нив е логична последица и револт поради изјавите на адвокатите на обвинетите дека судскиот процес против нив може да трае од 10 до 15 години. Оваа изјава е срамна и понижувачка за семејствата чии деца ги загубија животите во трагедијата. Таквите зборови звучат како обид да се подготви јавноста за бавно и одолговлечување и заборавање. Ние тоа нема да го дозволиме. Нашите деца не се бројки во предмет. Тоа се човечки животи згаснати поради туѓа негрижа и неодговорност. Секој ден без правда е нова рана за нас. Животот на едно дете вреди многу повеќе од нечии интереси и адвокатски игри, порачаа родителите. Судот да се доекипира со потребните суди и судски соработници, за да не се одолговлекува процесот поради недостаток на ресурси. Рочиштата да добијат приоритет и постојано темпо со цел постапката да тече непопречено и без непотребни одолжувања. Јавно и транспарентно следење на сите процесни активности за да нема сомнежи, манипулација и скриени бавења. Ние нема да чекаме 15 години за вистината. Родителите најавија дека ќе продолжат со протестите секој ден во истото време, се до отпочнување на судскиот процес, а од текот на судењето ќе зависи дали блокадите ќе продолжат. За Сител, Трајан Ристовски. Вршуваат првите 2 недели кампања на политичките партии и кандидатите на локалните избори им остана уште 5 дена можност за представување на изборните ветувања и придобивање на довербата на граѓаните. Со средби низ општините и најава на проекти и денеска ги продолжија своите активности. Ново училиште во Центар најавува кандидатот за градоначалник на СДСМ Герасимовски на местото на изгорените стари бараки Партизан, близу градскиот парк. Со расчистување на овој простор, кој со години беше запуштен и претворен во депонија, го враќаме во функција на граѓаните. Нашата цел е оваа локација да ја уредиме и да ја подготвиме за идната намена. Изградба на основно училиште, предвидено во Важечкиот и Новиот Дуб. Со тоа од небезбедно место правиме простор кој ќе им служи на децата. Неговиот против кандидатот Знам Лабудовиќ пак со идеја за општински здравствен хаб за бесплатни прегледи. Здравствениот хаб секој граѓанин ќе може бесплатно да ги провери своите здравствени параметри, притисок, шекер, холестерол, пулс, да добие совет од медицинско стручно лице или психолог, да научи повеќе за здравата исхрана, физичка активност и превенција, да присуствува на работилници за ментално здравје, родителство и самогрижа. Во Радовиш, стационар за кучиња, ветува кандидатот на владеачката ВМРО ДПМН. Овде е планирано да се изгради прифатилиште за кучињата скитници. Тоа е едно од најгорливите прашања на нашите сограѓани. Со тоа ќе обезбедиме поголема безбедност на граѓаните, подобрување на јавното здравје и секако хуман пристап кон животните.
Теренски активности има и кандидатите од албанскиот блок. Во нашата програма, грижата и вклученоста на лицата со попреченост е една од главните столбови. Во соработка со организациите кои работат во оваа насока, ќе изградиме долгорочни политики за пристап до образованието, здравствените услуги, транспорт и јавни простории. Ќе создадеме посебни програми за нивно вработување и обука во јавниот сектор и во локалните институции. Текот на нашиот мандат, Гостивар ќе добие нов мост над реката Вардар, мостот на хармонијата. Тоа ќе биде современо инфраструктурно дело со 4 сообраќајни ленти, патеки за велосипеди и безбедни тротоари за пешаци. Мостот ќе ги поврзува населбите, ќе го олесни сообраќајот. Независните главно со екопораки. Индустријата ќе биде колена со мерни станици и ќе има засилени инспекцијски служби на индустријата. Понатаму производството на зелена електрична енергија, во која што ќе се искористува метанот од биоотпадот од компостирањето. За представување пред граѓаните и за кампања на учесниците во локалните избори им остануваат уште 5 дена. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Скопје ќе добие лунна парк до јуни 2027 година, најавува кандидатот на ВМРО ДПМН Орце Ѓоргиевски. Шукова од СДСМ најавува изградба на центри за заштита на жени жртви на насилство. Кандидатите за градоначалници на Скопје од помалите политички партии и независните листи се фокусираат на решение за еколошките проблеми. До јуни месец 2027 година Скопје конечно ќе добие луна парк. Ова нема да биде само простор со реквизити, туку современ забавен центар со европски стандарди за безбедност, со ролер костери, водени атракции, интерактивни игри и зони со виртуелна реалност. Луна паркот ќе биде пристапен за сите и за лицата со попреченост, со вграден систем за безбедност, видеонадзор и прва помош. Поставуваме нов систем на дневни центри и прифатилишта за жени жртви на насилство, нови сервиси за семејствата и парамедик служба која ќе им помогне на најранливите во нивните домови. Со фонд за лица во ризик обезбедуваме здравствена и социјална поддршка во градот, а јавниот простор и транспорт го правиме пристапен за лицата со попреченост. Градиме центри за дневна грижа за старите лица. Отвараме мултисензорски соби во училиштата за децата со пречки во развојот. Враќање на Скопскиот фестивал, еден од најбитните музички настани кои што градот Скопје некогаш ги организирал, кој што за жал ја изгуби својата традиција. Овој концерт и фестивал го ставаше градот Скопје на мапата на Балканот и на Европа. На музичката сцена, знаете, дека токму од овој фестивал се порано во минатото се избираше и представникот на Евровизија, за да ја збогатиме и да ја вратиме културната сцена во градот Скопје и секако музиката. Прво и основно, многу е лошо во оваа ситуација да зборуваме за некои капитални инвестиции кои ние се наоѓаме на старт. Треба да го исчистиме градот, нема да го исчистиме за 2-3 дена, туку за 33 дена, како што ни е бројчето. Првенствено тоа да се исчисти градот комплетно. Никој не зборува за атмосферската канализација. При секој голем пороен дожд излагаат фонтани од шахтите, значи тоа треба да се направи една дренажа и една профилактика на целата таа мрежа. Позади нас е конзервираната мала депонија на Линдан, која што не се чисти од јануари оваа година, иако се издвоени пари од буџетот. Има пари од Обединети нации добиено за чистење на таа депонија. Прашуваме зошто министерот за животна средина, а актуелен кандидат за градоначалник на Чаир, не направи ништо за тоа. Во тема на денот вечерва објавуваме дел од интервјуто со адвокатот Тома Фила, кој во целост ќе биде објавено на каналот на Сител подкаст на YouTube во наредните денови. Во овој дел тој говори за протерувањето на неговото семејство од бугарските окупатори од Македонија и за односите со Бугарија. Сакам да ве вратам во времето назад, ја читам вашата биографија. Пишува роден сте 29 јули 1941 година. Во Битол и на Википедија во делот за податоци какво било времето тогаш, пишува дека е територија окупирана од Бугарија. Така е. И... Токму во тоа време е роден Тома Фила. Така е, овој е
Јас сум роден као Тома Филовиќ. Затоа што Србите не признаваја Македонија, македонска нација, и сите мора да бидат на ВИЧ, кои ќе влезат во државна служба. Пошто татко ми стана адвокатски приправник, односно судски писар, така тоа беше судски приправник по данашње. И тој, пошто се преткаше со комунистите, и рече на мајка ми, пошто таа треба да се породи, 41. 29. јули, да оди во Битола. Тамо ќе се породи. Али и бугарите знаеа за јадец. Вие сте гласавте за српска листа. Назад. И мајка ми беше 1,50 м и нешто, 3-4 сантими. Комечка беше и тој рекој, че бугарите можеш да останеш до пороđај и 20 дена и здравје. И така со 20 дена јас тргнав. Мајка ми со мене, бебчето, и тргнавме во Србија. Значи како бебе сте преселени. Да. Ве вратив во тоа време затоа што сакам да ве прашам во овој дел кој што го пишува во вашата биографија, дека тоа е период во кој што Македонија е под бугарска окупација. Денеска се наметнува еден став дека во македонските учебници треба да ја промениме историјата, дека тоа не било окупација, дека бугарите во тоа време биле администратори. Еве, вашето семејство живеело во тоа време, вие сте се родиле тогаш. Што биле бугарите? Па бугарите беа крволовци. Тие сите кои што беа против нив, тие ги елиминирали. То не е робија некој, него стрељање. Бугарите силни злоторства направија во Македонија. И јас не можам да ги измислам. Затоа што и сега кога барат да влезат во устав на Македонија, што сакат тие? Да бидеме источни бугари и да бидеме да збораме јазик источни бугарски. Не знам, тоа немогуче, затоа што ние од српскиот намет да на Македонија биде Србија, Јужна Србија. Излеговме 45-та као нација и сега треба да промениме место Србија да бидеме бугари. Така мислам, кај сме ние? Кај сме ние? И власи, и турци, и македонци, и кои сакаш там, сите кои живеат там, на територија. Ние, и турци во Охрид, сите велиме, јас сум македонски државјан, и Македонија. А не знам, од кај им текнало то? Да бидеме бугари, да бидеме срби, да бидеме кинези, не знам, ние се зезаме Србија до Токија. Тако. Тие наметнуваат една приказна дека во Македонија владае српскиот свет, дека Македонија се уште е раководена од Белград. Еве, вие се дружите со луѓето кои што се на важни функции, на позиции, сте биле дел од собранието во Србија, сте биле дел од управувачките структури во главниот град. Имате ли информации дека Белград управува со Скопје? Нема. Тој е безсмислен. Тој е 45-та година, тој е завршен. Еднаш е завршен. Никогаш, Србин, не постои Србин кој сматра дека е македонец Србин. То не постои. Мене ми е, тие сакаја да бидат Српска православна црква
Možda neki mali del. I me karaja, ne znam, deka su izdajnik, deka site vlasi se Evreji i така нато. Без везе. Јас во Српска православна црква најголеми позиции има. Јас сум председник општине града Београда. Онда сам члан на Београдско-Карловачко епархија. То сам заменик патриарх. И онда сам у Патриаршиском савету. Значи и у савету ове цркве. Да, ќе говориме за црквата, само не, да го сакам да речем дека тоа не држи така. Не држи ништо и како можел да бидам евреј. Значи, мислам, немам ништо против евреи. Кога сте дел од раководството на црквата. Морам да ве прашам во однос на Бугарија, вие сте меѓу првите кои што предупредувате дека проблемот со Грција ќе биде решен полесно, дека поголема пречка ќе биде Бугарија. Од денешна перспектива, како гледате на случувањата со Бугарија? Заглавени сме во мртва точка, во една позиција. Има ли решение? Ево, зашто јас гласам и пропаганда водев за ВМРО ДПМН. И ме нападаја во Битола, поготово свет. Тие се националисти, не знам. Чекај бре, човече, ние сме сите националисти. Не може да ми речиме дека не сме македонци. Како може то така? И во целата прича, јас во Преспански споразум, кој е тачка, ставена тачка, требаше запета да биде. И да речи, све ова се договоривме под услов да почни преговори со Европска заедница. Ако не, се ништи. И тогаш ќе останеме Македонија. Да видиме кои утре може, рецимо, Холандија или Данска, кај што е наш председател Србија. Може да стане и да речи, јас сум против. Затоа што, ево, рецимо, Румунија ќе биде против, затоа што не може за Србија не може да ги натераш властите да речат дека се румуни, а не се. Власти се. И така натаму. Има и Хрвати, има и Босанци, има некој проблем. И така натаму. Секојаш сите имат проблем. Али бугарите, ово што барат, под услов само еден. И то рече председател на ВМРО ДПМН. Ова све да влезат бугарите во устав под услов да нема никакви пречки. А не да му текни на Данска нека, не знам зашто, нема демократија или има нешто ова, или на Вардар треба да течи вамо, а не треба да течи тамо, кај што тече 1000 години, милион години. А има такви услови? Има сега ја отворивте приказната колку е реална европската перспектива на регионот. Какви се вашите прогнози? Ќе станат ли Македонија, Србија, овие земји кои што се некако блокирани во процесот, дел од Европска унија? Да ви речем, прво, Србија нема да влезе никош. Затоа што и Босна и Херцеговина ќе биде, и Хрвати, и Словенци, сите се против. Второ, немаме граници ни со Хрватска, ни со Босна и Херцеговина, ни со Црна Гора. Тачно, кај се оди границата. Србија. За Србија никогаш нема да влезе. Али може и Македонија со Албанија да влезе. Барем да почне преговор. Затоа што
предприступни фондови, не знам како се то вели македонски, се огромни пари. За Македонија многу се пари. Милијарда, 2, не знам, ево и за Србија рецимо добива Београд, Ниш 670 милиони џабе. Не на кредит, него поклон. Уште 2 милијарди треба да се направи. Али 670 милиони долари не е еври, не е то за фрлање. Македонија е сиромашна земја. И ние се гордееме со тоа што сме славолюбиви народ. Али така е како е. Во интервјуто за Сител подкаст, адвокатот Тома Фила, кога го нарекуваат и најмокниот македонец во Белград, зборува за плановите за поделба на Македонија, неговите најважни случаи како адвокат на Милошевиќ Јованка Брос, но и за помошта за надминување на црковното прашање меѓу СПЦ и МПЦ. Целосното интервју гледајте го на каналот на Сител подкаст на YouTube во текот на идната недела. По 5 години тешка битка со цироза, Сашо Стаменковски доби нов орган. Бев во многу лоша ситуација. Сега сум, како сега да сум се родил втор живот, што се вика. 3 месеци по трансплантацијата, живее нормален живот. Хуманитарната помош стигна во Газа. Се чека ослободување на заложниците. По 5 години тешка битка со цирозата, Сашо Стаменковски доби нов орган. На скопските клиники пред 3 месеци му беше извршена трансплантација на црн дроб, пошто вели дека живее втор живот. Не го знае донорот, но има желба да се запознае со семејството, на кое јавно му се заблагодари за одлуката. На Европскиот викенд за органодонорство со Стаменковски разговараше колегата Александар Динев. По 5-годишна тешка битка со цироза на црниот дроб, скопјанецот Сашо Стаменковски живее втор живот. После трансплантацијата се чувствувам многу добро, од разлика пред тоа. Пред тоа бев во многу лоша ситуација. Сега сум, како сега да сум се родил втор живот, што се вика. Маките на 50-годишниот Сашо почнале во 2020-та, кога му ја диагностицирале тешката болест на црниот дроб. Потоа се јавиле и компликации на други витални органи. Му бил вграден и стент. Секој ден одел по болници и пиел цела шака апчиња за да преживее. Повеќе во болница него дома, да. Скоро 5 години по болници нон-стоп одевме. Пред 2,5 години го ставили на листата за трансплантација. Бидејќи никој во семејството не бил сроден дарител, требало да чека орган од кадавер. Во тешките моменти најголема поддршка му била сопругата Елена. Никогаш нема да го заборават 12 јули, кога им се јавиле од клинички дека има црн дроб од починат донор. Иако сите години ние, мислам, толку време чекавме за трансплантација, во моментот е шок. И за цела фамилија, посебно за него, затоа што сепак тој одлучува дали ќе прави трансплантација или не, меѓутоа со разговор дојдовме до тој заклучок дека тоа и го чекавме и се знаеше дека тоа е единствено решение за неговата ситуација. Трансплантацијата на скопските клиники траела повеќе од 5 часа. Прво бев среќен кога ги отвори почива, нормално кога видов луѓе околу мене, а не знам, тоа не се опишува, тоа е многу голема радост. Семејството Стаменковски изрази благодарност до сите лекари и здравствени работници кои го лекувале Сашо изминатите години. Позитивно изненадена од целиот тим за трансплантација и неговата сестра, која живее во Шведска, каде 25 години работи како медицинска сестра. Многу мисли ми се врте во главата како тоа ќе биде, како ќе се изврши. Јас не сум била во здравство во Македонија, не знаев ништо. И можам да ви кажам дека пријатно се изненадив, дека многу бев радосна дека тоа нашиот народ, нашиот професионален тим го направи.
На Европскиот викенд за органодонорство семејството Стаменковски повика што повеќе луѓе да донираат органи, зашто многу пациенти чекаат втора шанса за живот. Не се познаваат со фамилијата која и покрај загубата на нивната блиска донела одлука да ги донира органите. Најголема благодарност до фамилијата на пациентката што беа донирани органите и сакам да упатам апел до сите хумани луѓе, сите хумани граѓани на нашата држава. И знам дека е многу тешко во моменти на тага да се одлучат за да ги дадат органите за трансплантација, да ги донираат. Меѓутоа, верувајте, има премногу луѓе на различна возраст што чекаат органи. Да не се плашат воопшто, значи имаме ние овдека врвни доктори, да нема потреба да патуваат надалеку. Сашо е шестиот пациент на кој му е направено пресадување на црн дроб во Македонија. Се работи за една од најсложените операции, која за прв пат во земјава почна да се изведува пред 3 години. Александар Динев, Сител телевизија. Во продолжение вестите од светот. Камиони со хуманитарна помош влегоа во појасот Газа утрово, а тимови на Обединетите нации ја доставуваат до палестинците. Се очекува стотици